Интересно вклучување, односно смена лица место од 11-дневниот новогодишен базар, кој што е всушност за поддршка на над 50 домашни ракотворци. Овој новогодишен базар трае до крајот на овој месец или пак до крајот на оваа година. Мојата денешна гостинка Или Соколова, која што има штанд токму на овој новогодишен базар. Или добро утро и добро дојде во нашата емисија. Добро утро, добро ве најдов. Може ли нешто накратко на самиот почеток да кажеме општо за базарот, односно кога точно започна, колку штандови може да се видат на овој базар? Да, овој базар е поделен во две групи, од кои што првата група е првите 5 дена, односно до денес. Има околу 25 изведувачи од рачни изработки како накит, сапуни, беџови, книги, исто така има додатоци за книги, чанти, шапки, природни козметики, како и новогодишни украси. Тоа е, верувам, оно што може да ти текне во самиот момент, со оглед на тоа дека се уште не е отворено овде, можеби не можеш да се сетиш, но дефинитивно има што да се види и што всушност се нуди на овој базар. Може да започнеме со твојот штанд, за твојот би можела дефинитивно се да ни појасниш? Да, вака, значи јас имам изработки во стилот персонализиран производи. Моите производи се генерално произведени од јута. Јутата е еколошки материјал, затоа се задржав на тој вид на чанта, бидејќи таа доаѓа од природен материјал што подоцна се работи и се прави како материјал. Моите производи ги персонализирам рачно. Постои можност да нарачат пример тука, па да им се достави по карго или пример на крајот на денот да им се достави, или тука веднаш да се да се персонализира производот. Клиентите беа сконцентрирани повеќе во текот на викендот, имаше заинтересираност, генерално купуваат за Secret Santa или за подароци за деца. Значи представува всушност вистинска атракција овој новогодишен базар, односно на некој начин ја доловува кај сите онаа новогодишна магија, така да ја наречам. Да. Се наоѓаме на првиот кат, тука сите, и би сакала да кажам дека викендот имаше доста заинтересираност, како и кај мене, така и кај нашите колеги. Колку време се занимаваш со рачни изработки? Со мојот бренд конкретно се занимавам околу 5 години, бидејќи ја продавам повеќе летни производи, можам да кажам дека бев изненадена од заинтересираноста во зима и прв пат учествувам на базар, од причина дека не мислиме нели дека сите за нова година ќе купуваат летни производи, но добро помина. Од каде идејата да започнеш всушност да се занимаваш со вакви рачни изработки, дали е макотрпно да се занимаваш со вакви работи? Доколку тоа што го работиш со љубов, не е макотрпно. Значи, јас живеев извесно време на Канарските острови, каде што секој ден бев на плажа и девојките нели преку ден се дотруваат и го истакнуваат својот стил, но на плажа некако сите има исти ташни, исти шешири што ги продаваа по продавници. Си реков кога ќе се вратам во Македонија ќе пробам да го променам тоа нешто и така пред 5 години започнав прво со шапки и потоа со ташни и се појави заинтересираност, што мене ми беше многу мило и ета така некако успеав да допрам до девојките. Напомена дека си изработувала и шапки, покрај тоа што изработуваш и чанти, што е потешко да изработуваш и како оди тој процес на самата изработка? Може да кажам дека потешко зависи од тоа што треба да се напише, а не дали ќе биде шапка или чанта. И двете иста тежина имаат. Реално, од кога ги објавив новите ташни, бидејќи се од еколошки материјал, има повеќе заинтересираност со чапките. И плюс, бидејќи се големи и доста собираат, треба тенки се не тежат, претпоставам затоа девојките повеќе ги извираат нив и полесно се за пакување. Која ти е омилена ташна од тука? Моментално Merry Christmas. Merry Christmas и веќе ја земам да ја покажеме на нашите гледачи. Искрено и мене најмногу ми се допадна оваа чанта од сите, па можеш да ни појасниш колку време ти треба за изработка на оваа чанта, дали ги изработуваш и овие додатоци, можеби само како оди тој процес етапно да ни појасниш? Додатокот е од моите колешки тука, инаку се во зависност од тоа што треба да се напише. Земи ја слободно, па кажи. Се во зависност од тоа што треба да се напише. Конкретно ова тука е моја ташна, направена за пример. Би рекла некаде
од половина час до сат време, зависност како треба да биде текстот, дали треба во два реда, дали има два реда, дали има еден или два збора, кои се буквите, бидејќи сите букви исто не се изработуваат, така. Прилично брзо чинам дека е половина часа, колку Зборувам само за персонализирањето. Инаку самата ташна може би до час и половина. Но ја ги имам спремано ташните во позадина и само тука се спремни за персонализирање. најмногу за општо зборувам за изработката на чанти, најмногу ти требало час и пол или пак можеби некогаш си се задржала и повеќе? Ако сгрешам, ако сгрешам изработам нова ташна, може би и повеќе, но да кажеме просек еден час за еден производ. Значи ако сгрешиш при самата изработка, повторно од понова. Но да, нормално. Дефинитивно изгледаш како вредна девојка која што стварно вложува труд во изработка на овие чанти. Можеби оние кои што сакаат да започнат со вакви рачни изработки, што им препорачуваш како твој совет? Пред се да бидат она што се и мислам да го работат тоа што нив им доаѓа од внатре, а не да гледат по некој друг и значи на пример има доста луѓе што плетат, но ја пред известно време бев на еден семинар каде што обучував девојки како да успеат. Им реков, значи, може би има повеќе девојки што плетат, но обидете се вие да плетете на различен начин, на различен стил, да имате нешто што вас ќе ве одвои од другите. При самиот крај, со оглед на тоа дека и во текот на разговорот напомена дека овој новогодишен базар представува вистинска атракција за многумина, доколку гледачите кои што не гледаат сакаат да подарат можеби на своите внуки, возрастни внуки или пак на своите ќерки, своите мајки, што препорачуваш, што да им купат како новогодишен подарок? Се во зависност од личноста, но најмногу одат помалите ташни за младите девојки. А општо од базарот, не само од твојот штанд? Општо од базарот има доста накид и новогодишни сапунчиња, кремчиња, беџови, има доста производи што може да ги најде тука. Или пак најубаво новогодишен украс, сепак со оглед на се нова година не очекува всушност. Да, точно така. Благодарам многу за одвоеното време и што не пречекува утро токму на овој новогодишен базар. Ви благодарим вам за одвоеното време. Се надевам ви се допадна штандот на мојата денешна гостенка и се разбира овој новогодишен базар кој што дефинитивно доколку минете низ него ќе ви ја долови онаа новогодишна магија во целост.